Така, Елена, доволна најава за да ги привлечеме нашите гледачи да останат на програмата на телевизија Нова. Јас и ти ќе бидеме во комуникација, но за сега доминантна позиција ќе имаме одовде од отвореното студио на телевизија Нова, мобилниот автобус, како што веќе можевте да видите преку малите екрани, се наоѓа во центарот на Скопје, каде почнаа да се собираат членовите, симпатизерите и поддржувачите на владеачката ВМРО ДПМН, која одржува централен митинг во главниот град во метрополата. Тој е закажан за некаде по 19 часот. Секако ние во живо ќе ви пренесеме и дел од пораките и поентите на лидерот на партијата Никола Груевски, а очекуваме дел од гостите, дел од луѓето кои што ќе зборуваат да бидат дел и гости во ова отворено мобилно студио на телевизија Нова. Веќе ви најавив дека ќе имаме во мобилното студио ќе продефилираат голем број на универзитетски професори, аналитичари, економисти, а со мене веќе половина час е универзитетската професорка Тања Каракамишева. Тања, добро вечер и еве добре дојде во ова мобилно студио во автобусот кој е присутен секоја вечер на поголемите политички митинзи и на власта и на опозицијата. Секаде сме каде што ти одржуваат митинзи за одблиску да ги слушнеме пораките и да им ги пренесеме на нашите гледачи. Секоја чест за тебе, Нова. Навистина, браво. Ти благодарам. 7 дена од изборната кампања, генерално ги слушнавме главните пораки. Во фокус на реално на владеачката програма останува економијата. Можеме да видиме и дел од програмата за која што се залага Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е план за подобар живот. Првична ваша оценка за двете програми на политичките партии, за она што го нудат за да добијат што поголем број гласови на 11 декември? Така е, значи ВМРО ДПМН е фактички во целиот овој предизборен период, бидејќи Македонија 2016 година се наоѓа постојано во континуитет, би рекла, предизборно. И постојано беше партија која ги нудеше проектите кои што и сега веќе ги видовме написмено во нивната програма реално. Не можеме да кажеме дека е изненадување, меѓутоа можеме да кажеме дека навистина оваа партија досега понуди својата најобемна, најголема, но и најпрофесионална подготвена политичка програма која што било кога ја имаат видено македонските граѓани. Значи од 25 години независност на Република Македонија, можам слободно да кажам дека оваа програма е најобемната, најдобрата, најпрофесионално сработената и најквалитетната политичка програма која што било која партија има понудено на македонските граѓани, но и пошироко, би рекла, бидејќи ги следаме и сите оние политички партии кои што би рекла се нудат на Балканот, што тие нудат на нивните граѓани. Можам слободно да кажам дека оваа партија на оваа програма на ВМРО ДПМН е убедливо најдобра. Распослана, би рекла, во 516 страници, програмата нуди 1318 проекти. Доминантни се проектите кои што се однесуваат на инфраструктурата. Значи, буквално се очекува во текот на 2017-2018 до 2020 година не само да продолжи инвестицијскиот бум кој што е веќе присутен во Република Македонија, туку едноставно Македонија вистински да се обнови инфраструктурно, целосно да заживее и да стане вистинска квалитетна држава каква што нели сите сакаме и сите ја посакуваме. Исто така можеме да забележиме дека има многу проекти од делот на железничкиот сообраќај, поквалитетна понуда на авиосообраќајот. Имаме исклучително добра понуда во делот на социјалната политика, социјалните услуги кои што ќе се однесуваат на ранливите категории граѓани, но и на пензионерите, на најмладите детски градинки, нели во континуитет се градат детски градинки, но и тој континуитет ќе продолжи и понатака. Исто така сериозен, би рекла, дел од програмата се однесува и на економијата, односно на домашните компании, но и на странските инвестиции. Ќе продолжи бумот на странски инвестиции во Република Македонија. Исто така се забележува еден сериозен пристап и во делот на информатичката технологија, јавната администрација, здравството, образованието. Навистина е тешко да се не само да се набројат, туку и да се испрочитаат сите тие проекти кои на еден детален, не наративен, не есеистички стил, туку детален, конкретен, прецизен стил се објаснети во програмата на ВМРО ДПМН реално.
И она што може да се забележи е дека во таа програма има многу граѓанска енергија. Се гледа дека она што е сработено во ВМРО ДПМН е во непосреден добиено од непосреден контакт со граѓаните и тоа е она што дава дополнителна енергија на оваа програма. Се гледа дека постојано се работело во континуитет со граѓаните, се гледале кои се нивните потреби, интереси, постојано се следело што се случува на терен и сето тоа е преточено во 1318 проекти кои што ги би рекла ги покрива сите категории на граѓани, од пензионери до најмали. И сите проекти кои што се однесуваат се фокусирани на развојот на Република Македонија како модерна, економски развиена, демократска, социјална држава, таква каква што впрочем сите ние ја посакуваме. Од другата страна имаме програма која што е или план, бидејќи се работи за повеќе за нафрлени тези, точки, формални точки кои немаат програмски разработена содржина, бидејќи ако се спореди, тоа не се проекти на СДСМ, туку тоа се само наслови со подточки што све ќе направат социјалдемократите кога ќе дојдат на власт. Може да се забележи дека отсуствува конкретни рокови во кои што тоа ќе се направи, отсуствува од каде пари за сите тие големи ветувања, отсуствува едноставно како да е пишувана таа политичка програма од некои други луѓе, а не од социјалдемократите, што впрочем и се виде во текот на денешниот ден, се виде огромна сличност на нивната програма со политичката програма Двери на Србија. Може да се забележи и отсуство на еден идеолошки континуитет во нивната програма, бидејќи партијата Двери е крајна конзервативна, крајна десна партија, што апсолутно не кореспондира со идеологијата на социјалдемократите. Она што може да се забележи во целиот тек е што има многу сличности, нели? Меѓутоа има и некои работи кои што апсолутно не се дел од нашава реалност, затоа што еве да кажеме социјалдемократите зборуваат за администрација или за подобрување на квалитетот на администрацијата или за регистар на јавна државна администрација што веќе постои во Република Македонија 2 години. Зборуваат за милион работи кои што апсолутно како да не се од тука би рекла луѓево, како да не следат што се случува во државата и кои се проекти се направени од страна на ВМРО ДПМН. Економијата секако останува во фокус на владеачката партија, како што и вие споменавте, многу нови проекти нуди ВМРО ДПМН доколку повторно го добија мнозинството и доколку ја добија довербата од граѓаните, од гласачкото тело, а секако на обичните луѓе најважен им е подобар стандард, подобра живеачка, повисоки плати во администрацијата, зголемување на социјалната помош и повисоки пензии. Впрочем, сите овие ставки ги проектира тимот кој што ја креираше реално на владеачката ВМРО ДПМН, како што рековте и голем број инфраструктурни проекти. Ако во оваа кампања, во овие 7 дена, во реториката на политичарите можевме да забележиме од една страна зборување за нови проекти, за веќе сработеното и реализираните, можеме да слушнеме и дел од негативна кампања на опозицијскиот лидер кој зборува и го критикува некои од потезите кои што ги прави владеачката партија. Она што не сакам да го пропуштам да го кажам е дека програмата на ВМРО ДПМН е автентична, македонска и таа постојано пулсира од македонското ткиво. Значи, зборуваме за автентична програма која не можеме да ја сретнеме во некои други земји. За разлика од СДСМ каде што се виде апла дека се работи за плагијат. Што сакам да кажам дека фактички ВМРО ДПМН има во континуитет иновативни проекти кои одговараат на она што е реалност во Република Македонија. Да кажеме, руралните развојни зони се буквално автентични наши или програмски срочени од тимот на ВМРО ДПМН. И тоа не може никој да го порекне. Тоа значи дека ВМРО ДПМН е всушност Република Македонија затоа што едноставно ги чувствува сите потреби, сите идејни проекции кои што можат граѓаните да ги добијат како идеја, но и како реализација, како конкретизација. Во однос на негативната кампања, јас сум многу среќна што ВМРО ДПМН е во голем дел, во цела ова 2016 година не влезе во чевлите на противникот.
СДСМ сакаше да наметне и уште сака да наметне до крај една негативна кампања, една црна кампања во која што постојано ќе се форсираат нивните лажни тези и нивните лажни фрази и флоскули кои веќе сме ги слушнале милион пати и сакаат постојано, нели како народната 1000 пати кажана лага ќе стане на крај вистина. Но јас сум срекна што ВМРО ДПМН не навлезе, не ги следи социјалдемократите во таа насока, затоа што си има своја позитивна траекторија на движење, таа всушност и нема време да го дефокусира своето внимание на црна кампања. Зошто? Затоа што има премногу проекти да каже. Дури овие 20 дена едноставно не му се ни доволни на ВМРО ДПМН да ги објасни до детали сите тие 1318 проекти. Така што добро е што се запази, секој си има своја траекторија, СДСМ се тера негативно, иако има и таму, би рекла, поместувања во делот, затоа што гледаат дека со негативна кампања не може да добијат поголем број на гласачи и сега нормално е шамарот да го удираат на ВМРО ДПМН дека таа е националистичка партија, дека ВМРО ДПМН ги занемарува малцинските заедници и така натаму, што е една глупост, би рекла политичка глупост која што е ноторна и видлива за секој македонски граѓанин. Точно се знае дека ВМРО ДПМН не е националистичка партија, затоа што се грижи буквално за секој граѓанин на Република Македонија, без разлика дали од македонско етничко потекло, турско, ромско, боšnjačko, српско, кој да е. Етничката припадност на ВМРО ДПМН не е важна. Зошто? Затоа што ВМРО ДПМН е всушност Република Македонија. И она што е најважно е дека тој позитивен код, тој политички позитивен код кој што го има ВМРО ДПМН може да се види во на целата територија на државата. Сега, ако унитарниот карактер кој што го брани ВМРО ДПМН е слаба страна на оваа политичка партија, тогаш простете, меѓутоа очигледно вие сте тие кои што имате проблем. И СДСМ треба сериозно да се коригира во својот однос, но и во својата политичка реторика, кога се обраќа кон ВМРО ДПМН, бидејќи ги навредува со тој негативен однос и со таа реторика ги навредува сите македонски граѓани, без разлика од кое е нивното етничко потекло. Она што мора да се забележи е дека таа црна кампања е всушност антимакедонска. И ние не може ниту еден македонски граѓанин да остане без она чувство, лошо чувство, би рекла, една горчина која што ни се создава кај секој од нас, кога некој сака да ни го погази, кога некој сака да ни го одвлече, кога некој сака да ни го земе, она што единствено ни припаѓа нам. Така што фокусот на СДСМ, ако сакаат да се тераат негативно, нека се тераат, но мислам дека ќе изгубат многу, ќе изгубат и во делот на рейтингот кај сопствените гласачи, кај сопствените симпатизери, бидејќи има многу СДСМовци кои што не сакаат да ја слушаат оваа политичка реторика што ја тера Заев, но и кај неопределените. Бидејќи ако главниот фокус на твојата политичка програма е дека треба да се промени уставот и дека треба да се воведе двојазичност на цела држава, тогаш очигледно ти имаш проблем како политички лидер. Зошто? Затоа што не се прави тоа така. Сум рекла во неколку прилики. Ако сакаш да го промениш уставот, прво треба да ги прашаш граѓаните на Република Македонија. Тоа се прави на референдум. Дали сакате да се променат битните, виталните елементи на нашиот правен и политички систем? Ако македонските граѓани кажат да на референдум, тогаш одиме, отвараме устав, отвараме пакет на одредени одредби кои што се однесуваат на уставот и во уставот, но и врзано со јазикот и се она што повлекува понатака и во ред ќе разговараме. Но вака, со фрлање на бензин во оганот, дополнително во предизборие, кога се вжештени чувствата и емоциите, нормално е дека многу од работите може да излезат надвор од колосек и мислам дека тоа не е правилниот, вистинскиот начин како ти да тераш една политичка кампања, бидејќи си крајна линија политички најодговорен. Нема поодговорни од лидерите на политичките партии. Затоа ние ги оставаме тие да бидат лидери, тие да ни го водат, да ни го трасираат политичкиот успех на државата. Ако ти како политички лидер наметнеш некоја поинаква траекторија, тогаш имаме проблем. Да, но со најавите за двојазичност кој што ги изборуваше токму лидерот на СДСМ Заев пред албанската диаспора во Швајцарија за редефинирање, токму уште толку се вжешти
битката и што ќе биде сега пресудно за неопределените? На што тие ќе веруваат и што ќе биде пресудно за да го дадат нивниот глас? Значи, секој македонски граѓанин кој што живее во Македонија и надвор може веќе да се увери дека тоа што го зборува Заев го има и во програмата, односно во нивниот план за живот во Република Македонија. Има многу елементи кои точно го таргетираат и двоезичноста, и федерализацијата, ако сакате, без разлика каков тип на федерализација ќе биде тоа, но можна е кантонизација заради политипните општини, заради можноста за децентрализирање уште поголемо на овластувањата кои што ги има полицијата и сите оние други органи кои што по дефиниција се државни. Вие не можете полицијата да ја децентрализирате. Тоа значи дека сакате да ги откурнете овластувањата од централно ниво на локално ниво и да си правите ваши мини држави. Тоа е идејата. Значи, има многу делови во планот за живот кои што асоцираат и кои ако ги поврзете со една, би рекла во една низа, ќе видите уствари што е главниот проект на СДСМ. Главниот проект на СДСМ, без разлика што сега Заев пустото сака да се тргне од сите тие баласти што самиот си ги направи, никој не го фати за уши да му каже слушај ти ова мораш да го направиш вака, самиот си се насука на овој брег и сега мора да не да се вади, туку мора да биде казнет заради сите овие политички работи кои што ги кажа. Може да се забележи дека има еден континуитет во тие политички идеи кои што се содржани во планот за живот. Кои се тие? Например, вели, во Македонија нема да градиме етноцентрично општество. Какво етноцентрично општество има во Македонија? Јас стварно не знам дали луѓе живеат во Република Македонија. Значи, во уставот на државата има точно наведено дека сите малцински заедници имаат право да си го негуваат, да го напредуваат, да го развиваат своето културно богатство, својата традиција, својот јазик, да го негуваат до крајни можни граници. Слободата на вероисповед е поставена исто така прелиберално. Да не зборуваме за правото на образование, кое што порано во времето на СДСМ, особено високото образование беше забрането, односно не беше дозволено. Сега имаат право албанците да се школуваат во високо образование, но и во средно и во основно образование на својот мајчин јазик. Дали е тоа етноцентрично општество? Дали етноцентрично општество што во Скопје и во сите други градови гледаме повеќе џамии од цркви? Дали етноцентрично општество е општество каде што имаме канал во јавниот сервис само за малцинските заедници? Дали е етноцентрично општество доколку гледаме постојано дека се негуваат тие верски празници, па македонци одат на Бајрам кај албанци, албанци доаѓаат на наши, да кажам, верски празници и така натаму. Значи, има тотално утната работата. Македонија никогаш не била етноцентрична и Македонија никогаш не била насочена кон етноцентризам. Да беше етноцентрична, во тој случај немаше да имаме Македонија како земја во која што имаме разлики, каде што се негува со животот и толеранцијата. Македонија и покрај тоа што однадвор во 2001 година требаше да биде втурната во една голема граѓанска војна, не го дозволи тоа. Зошто не го дозволи? Затоа што ние имаме традиционално изградени односи на соживот и на толеранција и на граѓанско прифаќање едни со други. И сега замислете во планот за живот на СДСМ велат дека политичари од мешан состав ќе оделе во училиштата, кај што се младите, и ќе ги учеле за соживотот. Дали се тие нормални? Значи, тоа значи дека кај вашите деца, кај моите деца во основно образование ќе доаѓаат политичари и ќе им држат лекции за политика, за соживот, за толеранција. Па тоа не се прави така. Значи, не се прави така. Тие имаат проблем да разграничат што е политика, што е општество, што е држава. Имаат проблем да се фокусираат на своите, да кажам, на своите приоритети и прават политизација на образованието. Значи, ќе доаѓаат актуелни политичари и ќе му објаснуваат на деца од прво оделение, второ оделение што е соживот. И на тој начин они ќе ја подобрале мултикултурната различност во Република Македонија. Мислам, тоа се проекти надвор од умот, па нели збориме за деполитизирање на образованието. Нели збориме дека секоја индивидуа има право да си го развива својата личност, да го развива својот културен идентитет на начин на кој што тој смета, таа смета дека
Какво е тоа наметнување на политичари од горе? Какво е тоа вештачко садење на соживот? Па на тој начин само ќе го уништат соживотот. На тој начин само ќе го фокусираат на македонци и албанци. Каде се тука ромските граѓани? Каде се тука бошњаците? Каде се тука ромите? Каде се србите? Каде се египјаните? Каде се сите тие кои што се дел од нашата не етноцентрична, туку од нашата плурална Македонија? И ние заради таа плурална Македонија треба да се гордееме, треба да наместо да се фокусираме на политика и на сопки на етнички основ, ние треба да се фокусираме на она што ВМРО ДПМН го прави 10 години. Значи многу е тешко од една претходна состојба каква што ја знаеме, што ја остави СДСМ на економски план, еден пустош на економски план, една тотална трагедија на над 200.000 семејства кои беа оставени на екзистенцијален не минимум, негатива. Ти да ги вратиш работите во нормала и да ги изградиш понатака. На ВМРО ДПМН не му беше лесно. Тој требаше прво се што беше срушено да го врати во една нормална состојба за да може да направи надградба. И вела 10 години им беа, малку ли им беа? Не можеш ти 10 години да направиш се она што 15 години претходно некој друг го рушил. Еве да кажеме 13, ајде, ако не се 15. Но исто така треба многу внимателно да имаме и другата слика, дека Република Македонија не е голема држава, не излегува на море, нема некои други предиспозиции кои што ги прави економски мокни други држави, но има вреден народ и има добро политичко лидерство кое оваа држава мора да го зачува, мора да му даде сега најголем мандат, мора да му даде најголема доверба. Не 63 пратеника, треба да му даде 70 пратеника. Зошто? Затоа што само оваа гарнитура покажала политички, економски и секакви успеси во Република Македонија. Ако ние политичкото лидерство, ова што е сега, го симнеме и ставиме некое политичко лидерство на несигурност, луѓето немаат доверба во друго лидерство на СДСМ, тогаш ние дефинитивно правиме ретроградни чекори, се враќаме назад и нема да успееме, едноставно ќе одат работите на назад и нема да можеме ниту да ја задржаме унитарниот карактер на државата, ниту пак економски да просперираме како што треба. Последниот збор, одлучувачкиот збор го има сепак граѓаните, гласачите кои на 11 декември ќе одберат опцијата, тимот кој што сакаат да раководи со Република Македонија, тимот на идната влада, на носителите на јавните функции кои треба да им овозможат секако подобра иднина. Во каква држава, како ќе се разбуди Македонија по 11 декември, ќе заврши ли оваа политичка криза и може ли да очекуваме дека работите полека ќе се вратат во нормала? Секој граѓанин има право да се определи, има право да се одлучи да си го даде свој глас на тој на кој што најмногу му верува. Затоа што довербата е клучниот не само мотив, туку и хайлайт на оно што представува изборен процес. Ако јас не верувам во луѓето и во тимот, посебно во лидерот, нормално е дека работите нема да одат во позитивна насока. Значи, клучна е довербата. Многу е важно, бидејќи гледаме дека има и голем број на неопределени луѓе или луѓе кои што едноставно не се заинтересирани во овој момент да гласаат или едноставно се пасивни наблюдувачи на реалноста. Сакам до нив да се обратам, затоа што мислам дека премногу ги има и мислам дека од нив многу ќе зависи, од нивната одлука многу ќе зависи во која насока понатака ќе гледаме Република Македонија. Јас сум сигурна дека партиите ќе си го одработат своето така како што треба, како што мислат и така натаму. Но граѓанинот треба да се замисли, треба да се запраша. Дали ВМРО ДПМН или СДСМ ми нудат подобар живот? Дали ми нудат подобри проекти? Дали моите деца кои што се тука ќе можат да се образуваат, да растат, да се развиваат во нормална средина? Затоа што тоа е на крајот на денот тоа е најважното. Ние сме сите тука врзани за семејства, потесно, пошироко и така натаму. Ние тука сите мора да си ја гледаме својата иднина, но и својата, ако сакате, судбина, затоа што Република Македонија е единственото место каде што сме се родиле. Секаде каде и да одиме не сме како дома. Значи каменот си тежи дома.
затоа ние мораме да си одговориме на едно прашање, две прашања. Дали со ВМРО ДПМН гледам подобар живот за мене и за моето семејство или со СДСМ? Дали ВМРО ДПМН може да ми го обезбеди она што ми треба за живот, ми треба за една, би рекла, нормална коегзистенција вкупна внатре, или СДСМ? Тие граѓани кои што во овој момент се неодлучни, нека си ги прочитаат двете политички програми. Ги има, јавни се, транспарентни, има буквално можност секој да ги отвори да ги прочита. И врз база, ако не сакаат да слушаат кампањи, врз база на нивната проценка, она што ќе го прочитаат, што ќе проценат дека е подобро, така нека одлучат. Но не смеат да останат пасивни и неинформирани за тоа што политичките партии го нудат. Затоа што ако си неинформиран сега, утре никој нема да ти биде крив ако некои работи отидат во погрешна насока. Затоа што сите ние сме зоон политикони, ние сме одговорни суштества, ние сме одговорни поединци кои мора да бидеме свесни за тоа како делуваме, дали правиме се во моментов како што треба за државата или не. Затоа што утре може нема, јас се каам што не гласав, тоа се све би рекла приказни за мали деца кои не смеат да ни бидат доминантни, но мислам дека граѓаните ќе бидат политички доволно зрели, но и мудри да го сватат политичкиот момент, дека овој момент нема да се повтори. Овие избори мора да бидат референдумски, плебисцитарни, затоа што во прашање иднината на државата. Ако не се доволно политички едуцирани, само нека погледнат на интернет. Што се подготвуваше за Република Македонија во изминативе 25 години, ќе ги сврзат сите коцки, ќе ги поврзат сите работи. Почнувајќи од писмата на Самарас и на Караманлис од 92 година, па се до денес. Што зборуваа нашите соседи за Македонија? Дека сме неодржливи, дека сме политички и економски нестабилни и дека како такви ќе исчезнеме, дека нема да постоиме како македонци на Балканот. Ние мораме да ги разувериме дека не само што ќе постоиме, сега постоиме, ќе постоиме уште милион години, не само што ќе постоиме, туку ние ќе бидеме лидер, држава лидер на Балканот. Како што сме сега најдобра земја на Балканот во doing business, така ќе бидеме пример за најдобра држава на Балканот во следните 20 години. Јас во тоа верувам. Зборуваме за моќноста, за тежината на политичките лидери, за потезите на Груевски како прв човек на ВМРО ДПМН, но и за она што го ветува опозицијскиот лидер, посебно околу темата двојазичност, за која што многу пати досега говореше Заев и неговите блиски соработници. Последните анкети, последните испитувања на јавното мислење, кое што во јавноста ги презентираше угледната Брима Галуп, покажуваат доминантно водство и доминантна доверба токму на граѓаните кон лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, наспроти онаа доверба што ја ужива опозицијскиот лидер Заев. На што се должи високиот рейтинг на Груевски? Интересно е што ова анкета е направена во периодот пред да се слушнат изјавите на Заев дадени во швајцарската диаспора, кај албанската диаспора во Швајцарија. Мислам да беше направена една недела само потоа, дека многу од резултатите од анкетата ќе беа поинакви. Затоа што сите македонци, ја не знам дали имаше некој што не беше шокиран од оние изјави кои што ги слушнавме од Зоран Заев во Берн и не само што бевме сите шокирани, туку едноставно не ни беше јасно дали е ова сон или е јавен. Дали можеме ние да зборуваме во услови на предизборни, кога, пак ќе кажам, се е зовриено и така натаму, уште позовривачки и понегативна енергија за Република Македонија. Дали е можно тоа да ни се случува нам како македонци? Брима Галуп анкетата представува, би рекла, вистински таргет и одраз на расположението на македонските граѓани, бидејќи тоа е би рекла, не само рейтинг, туку тоа е тоа расположение кое што се чувствува во сите македонски градови. Јас ја повикувам и режијата да не ги покаже графиконите, имаме графички приказ токму според параметрите, според оние прашања кои што се во анкетата на Брима Галуп, може додека ние со професорката анализираме граѓаните низ бројки да го видат тоа. Она што го зборува во првиот дел од
разговорот дека ВМРО ДПМН е таа партија која е постојано присутна на терен. Тоа е многу важен индикатор и процентите покажуваат цели 33% од македонските граѓани велат дека ВМРО ДПМН е поприсутна на терен и меѓу нив од СДСМ кој што има некаде околу 15% на би рекла теренска присутност, што е еден добар индикатор не само за тоа што политичарите од ВМРО ДПМН постојано се меѓу граѓаните, туку и што тие успеваат, како што кажав и претходно, да ги соберат сите оние потреби и интереси на македонските граѓани и да ги преточат во реални проекти. И токму затоа нели самата програма се нарекува реално. Исто така може да се забележи дека сите оние деструктивни сценарија кои што ни ги наметна Заев, со пуштање на бомби, со разноразни уцени, со вклучување на криминалното политичко подземје на политичката сцена, со разни форми на уцени, рекетирање на бизнисмени и така натаму, но и на политичари од ВМРО ДПМН, ништо не вродија со плод. Значи, можеби мало процентно намалување на поддршката на лидерот на ВМРО ДПМН и на односот помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, но тоа е незначително ако се земе предвид дека 2,5 години македонската опозиција со камење и малзбор, буквално со сите можни орудија што ги имаше на располагање, удираше по ВМРО ДПМН. А тие очекува дека не за 3 месеци, не за 3 години, туку за 3 дена ќе падне владата на ВМРО ДПМН, очекува затоа што има арсенал кој што би рекла поголеми светски влади, нели поголеми влади во помокни држави не би можеле да го издржат. Но каде би рекла лошата проценка на СДСМ, што не сватија дека, па ќе кажам, ВМРО ДПМН е Република Македонија. Македонските граѓани, ВМРО не е само партија, тоа не е само ни движење, тоа не е ни, би рекла, не е ни само организација, тоа е цела философија, тоа е цела идеологија која што ги поврзува македонските интереси и македонските потреби. Од тука сите тие средства кои што ги употреби Заев и заедно со, би рекла, странски центри на моќ, не успеа на овие избори, нема да успеат. И добро е што не успеа, затоа што ќе се стави ад акта веќе на таа, би рекла, црна пропаганда и на тој црн начин, на црна кампања и на црн начин на доаѓање на власт. Веќе ниту една друга политичка партија да не се осмели ова да го направи во иднина, но оно што е исто така важно, не смее да остане неказнето. Не само граѓански неказнето, тоа секако ќе следи, но мораме ние да се вратиме на правната држава, мораме да се вратиме на владењето на правото и мораме да бидеме внимателни во делот на тоа како ги казнуваме велепредавничките акти и действија, бидејќи ако се погледне 2,5 годишниот период на делување на СДСМ, ќе се видат многу велепредавнички акти и действија, тоа неколку пати сум го кажала, и мора тоа да се процесуира преку судските органи. Јавно обвинителство да си покрене соодветна пријава и нормално судските органи да си процесуираат тоа на начин на кој што треба. Впрочем, и СДСМ тоа го бара во својот план за живот. Вели, ќе воведеме европски стандарди за избор на критериуми за избор на судии и за подобрување на судството генерално. Европските стандарди се тие. Ако сакаат да ги прифатат, ако се вистински коректни и одговорни политички субјекти, во тој случај треба да прифатат и собствена одговорност за тоа што го направија на Република Македонија и на македонските граѓани. Професорке, со анализата продолжуваме малку подосна, сега е време за реклами, се враќаме повторно во мобилното студио. Гледајте не.